Владо, конечно почнавме со сезона 2. Да. За наше задоволство и задоволство на сите го имаме доктор Борис Роглев. Докторе, добре дојде во емисијата. Не сме се виделе 2,5 години скоро. Чест ми е што можеме да си направиме еден муабет. Како сте, што сте, моментално што правите? Ако може да ни кажете. Прво, добро ве најдов и двајцата, Симе и Владе. Мило ми е што после 2,5 години ќе се видиме, од март 2020 мислам. Спомнавме и во разговорот претходно. Драго ми е што го правите овој подкаст без притисок. Поздрав до гледачите ваши. Па се надаме ќе направиме една добра епизода за младите колеги и за студентите по медицинаите да направиме еден опуштен разговор кој ќе им се најде, се надевам, во после дипломирање. Така, докторе, значи, кога се видовме последен пат, не бевте доктор, бевме сите колеги студенти, па да ни кажете како беше искуството со вашиот прв пациент. Сега сте доктор, па да ни го споделете. Првото искуство со пациент, значи првото моје работно место беше као матичен лекар во местото од кое што потекнам, тоа е во општина Богданци. И првиот пациент кој што го прегледав, тропа на врата, отвора ординација, влага, добар ден, добар ден. Ја тебе те знам. Чие дете си ти? Кој ти е мајка? Кој ти е татко? Така почна. Така, дека у помалите места се познаваат луѓето меѓу себе. Тоа беше првото искуство, па нормално. Позитивно, убаво искуство, љубезно. Си го прегледав. Така. Направивме понатамошни испитувања, мислам дека добро помина. Што мака имаш човек? Па ако добре се сеќавам, беше за препишување хронична терапија. За хронична терапија беше и сакаше да отиде на специјалист за преглед, па така почна. Докторе, кои се вашите предизвици во секојдневието? Вие сте млад, но успешен лекар. Почнавте, сменивте неколку работни позиции. Може да ни кажете какви се предизвиците за вас во секојдневието, кои интервенции ги работите? Околу тоа баш би ми било драго да слушнам што мене чека натаму. Па би почнал, во моментот сум вработен како доктор на медицина во ПЗУ Диемет Македонија, која што е клиника за хемодиализа, кај бубрежно болни пациенти, која е дел од глобалниот провайдер за ренална грижа на пациенти Диаверум, што е од Шведска. Значи имаме околу 9 клиники на ниво на држава. Имаме околу 650 пациенти кои се згрижени во тие 9 клиники. Имаме персонал од 250-300 вработени кои што се грижи секојдневно за тие пациенти и мислам дека годишно бројот на хемодиализи е околу 100.000. Така да би кажал дека ова ми е второ работно искуство, со тоа што предходното ми беше како матичен лекар во ординација, како што спомнав и предходно. Би кажал дека секој млад лекар кој ќе му почне кариерата, ја како гледам би дал совет да отпочне веднаш со работа, штом ќе добие лиценцата, за да не остане период на уладување, што би рекле. Значи да почне со работа или како матичен лекар или во службите за итна медицинска помош. Мислам дека овие искуства се клучни за тоа како ќе се развива еден млад лекар понатаму, па потоа кој каде се гледа, дали како матичен лекар, дали како лекар во брза помош или специјалист, нели нормално. Така. Според вас, кога би требало еден млад лекар да почне со специјализација? Ваш совет да се почне одма, да се почека, да се подразмисли подобро? Вака, од моје искуство, ја би кажал дека прво е добро да се почне со работа, да се почувствува здравствениот систем и воопшто пациентите, значи да се поработи барем, да кажам, 2 години, 1-2 години да кажам, да се собере некое почетно искуство, клиничко искуство е тоа сепак, со кое потоа ќе може лекарот да се надоградува, после да почне специјализација. Би препорачал, ова е моје лично искуство, не значи дека е така,
Значи би препорачал да биде тоа до 30-та година од животот, сметајќи дека специализациите за нас лекарите траат барем 4 до 6 години и кога ќе го земеме цел тој временски период, кога ќе собереме годините се многу. Така. До 30 години, моја препорака. Кога се слушнавме да ја договараме емисијата, спомнавте дека сте на специализација, вие сте специализант, па да ни кажете околу изборот, како го направивте, бидејќи ние се соочуваме со предизвик, како да одбереш специализација, дали да се раководиме според љубовта кон медицината, спрема тоа поле, дали да се раководиме од финансиски аспект, финансиски бенефит. Како го направивте вие изборот и што избравте за специализација? Значи, во моментот започна специализација по нефрологија, значи тоа почнав приватна специализација. Мене уште од студиски денови ми беше желба повеќе да специализирам еден ден во дел од интерните гранки. Изборот падна на нефрологија, бидејќи имав такво работно искуство во Центарот за диализа во Гевгелија, кај што работам сега. И се укажа таа можност, конкурирав, влегов на специализација. Мој совет како би избрале е да се водите прво до тоа што го сакате. Понекогаш не мора да значи дека ако имате еден избор и треба да се ограничите на тоа. Ја би дал совет, значи да се движите кон тоа што го сакате и втора работа да биде тоа реално очекување. Значи, да не... реалноста да ја гледам. Значи, реалноста се гледа со потребата на пазарот, потребата на пазарот, значи, што се бара, што е актуелно во моментот, што недостасува државата, тоа се повеќе специализации, во моментот имаме недостиг на ниво на држава, на специјалисти, така да мислам дека овие две работи се клучни, секако битен е и финансискиот аспект, меѓутоа не е одлучувачки. Така. Владо, ти специализација има желба нешто. Заборавивме да измериме крвен притисок на доктора. Да го наплатиме ли? Сега инфлација, знаеш. Инфлација? Не. Ај која ќе земам плата на региот месец. Прв глас, втора сезона, од нас нека иде. Ајде, ние частеме. Докторе, последен пат кога ви го имат мерено притисокот, сеќавате ли се? Скоро беше на систематски преглед. На систематски преглед. Беше добар, сега може и да биде малку покачи. Десна лева, ето. Докторе, пратите ли фудбал? Гледам нешто вашиот Ливерпул. Добро изберен. Не знам каков пласман има у Лига на шампиони. Симе, Ливерпул оваа година е очен, али предпоставувам предходните сезони многу трофеи освоиме, па сега малку послабо. Сигурно е покача. Нешто му се качи нагло притисок. Ливерпул. Не стегнат градите нешто. Кај ги имате? Да му звонеме на Клоп сега моментално. Нешто да направи некој нов трансфер. Некоја стратегија да направи, може. Не го нервири Косте. Добро. Ајде, ќе го тргнеме Ливерпул настрана, фудбалот настрана, да се врнеме на поважни теми. Ајде сега, сакам јас да прашам нешто така. Поинтивно прашање. Колку ти фали студентскиот живот? На скала од 1 до 10, па 10. Многу ми фали. Мислам дека беше еден, ако не и најубавиот период од животот, така, да исполнет со доста познанства, доста интересни работи, многу учење, добра пракса. Мислам, нашиот универзитет Гоце Делчев ни пружи едно и такако квалитетно образование. Мислам дека ќе бидеме благодарни во текот на целиот живот за ова. Така да, у секој случај. Да. Сега вие за време на студиите, значи покрај напорното учење за колоквиуми, по испити, практични и уште што. Вие бевте доста ангажирани околу организирање на двата конгреси.
значи, организационен одбор. Кои беа предизвиците? Значи, како успевавте да одвоите време? Тоа е интересно како почна. Нашата генерација беше, да кажам, генерација која што го отпочна конгресот на студенти по општа медицина при Универзитет Гоце Делчев Штип. Беше интересно, професорот Вело Марковски, морам да спомнам, он заслужува голема чест и заслуга за почетокот на овој конгрес. Многу колеги од моја генерација, сега да не ги именувам повеќе доста се вложија, доста труд вложија, доста напори и мислам дека тоа идеше спонтано. Значи, се бара материјали, спонзори, организација, прв пат се организира, не знаеш како е, треба да пробиеш лед. Меѓутоа едно многу добро искуство што мислам дека на сите ни служи и во животот и понатаму во кариерата. Имавме можност да слушнеме предавања од многу добри професори, интересни работилници да одржиме, па и активно да учествуваат сите колеги со орални и постер презентации, награди се дава. Мислам дека беше на едно високо ниво, добри забави се правеа. Така да првиот и вториот конгрес би кажал дека беа така еден убав почеток на една традиција што се надеваме ќе продолжи на Факултетот за медицински науки при УГД. А како успеа да најдеш време, значи со 10 колоквиуми, па плюс да организираш организација за толку голем настан, барање на спонзорства, логистика, Значи, Владо, доктор Борис и неговата генерација се пионери, значи сега да не набројуваме имиња, ќе заборавиме некој, но секоја чест за вашата генерација. А вие сте пионери во многу работи, првите конгреси, воедно за Борис ќе кажам дека е основач, еден од основачите на првата студентска организација при УГД, односно Штипска студентска медицинска асоциација, СОМА, еден од основачите и подпредседател на истата, па да ни кажете, да ги охрабриме и младите да се вклучат, да не се вклучат, што е ваша препорака, совет и што би вие прокоментирале за СОМА и за тие денови? СОМА е, мислам, организација, едно од поубавите нешто што се случи во текот на моето студирање. Исто така, спонтано се случи, се собравме, се јави потреба на Факултетот за медицински науки да формира една организација која што ќе ги застапува интересите на студентите и ќе им овозможи екстра курикуларни активности. Значи, надвор од тоа што е студирање, учење од книга. Мислам дека СОМА го исполнува тоа до сега, очекувам дека така и ќе продолжи. Нормално имавме пречки во ковид периодот, знаете и вие, требаше да организираме симпозиум, СИМС се направија и подготовките. Така, СИМС 2020. Да, СИМС 2020. Се направија подготовки, се најдоа спонзори, дури се исконтактира и поголем дел од предавачите, требаше да има гости од други универзитети, од други држави. Меѓутоа се случи пандемијата, како што наштети на секоја друга сфера, така и во образовниот процес. Така СИМС се одложи, тоа остана нереализирано. Сепак останува да се реализира на генерацијата што е сега. Ако се сеќаваме дека тоа беше голема најава, мислам дека се стикавте и со дрон, имаше дрон, најава, неколку студенти, мислам дека имаше 20-тина, можеби и повеќе, со букви СИМС, исцртано, снимано со дрон. Тоа беше голема, навистина голема најава, можам да кажам, јас до сега го немам видено таква иницијатива. Вие бевте и, ако не се лажам, председател на СИМС, односно ваша беше иницијативата, вие се јавивте као некој со подготвен план и стратегија како да се направи, како да биде конципиран и сета логистика. Остануваше само да се спроведе во дело. Да. Но немавме среќа се. За жал ковид пандемијата. Малку до тага да пременеме во радост. Нешто што се карактеризира на студентскиот живот се лудите и незаборавни журки.
Дали би сакал да споделиш некој искуство што ден денес го памтиш? Па би споделил, да. Имаше една студентска забава. Мислам дека бевме, ако не се лажам, втора година на студии. Ние уште се немавме запознаено. Вие не бевте почнати, мислам. Не бевме матуранти. Беше студентска забава во станот кај што престојувавме, јас и моите цимери. Повикавме колеги од генерација, од факултет, па и пошироко. И мислам дека беше во Црвените кули. Значи се сеќавам, локацијата беше Црвените кули на 4-5 спрат, не ме земајте сега за збор баш. Бевме многу гласни, многу гласна музика имаше и во еден момент тропа некој на врата, звони на звонче. Не очекуваме гости. Сите дојдоа, мислам дека и роден ден се славеше и не очекуваш нели поише гости после 11-12 сат. Тропа некој на врата, звони, отвараме, полиција. Ве пријави соседот, ве пријави комшијата, многу сте биле гласни, не смеете во овој период. И така, имавме малку дипломатија, за да поминеме без казни, меѓутоа се заврши супер и така. Тоа ми е спомен од студентските денови, како така најлуда забава. Па вака, значи сите имаме ние сеќавања од некој испит кој што се поне вообичаен, сигурно, еве и јас имам и Симеон има. Па дали би можел ти да ни раскажеш некоја случка на испит што е така поне вообичаена? Па од испит. Што би спомнал од испит поне вообичаена? Колку најдолго си чекал на ред? Тоа може да. Па мислам дека сум чекал некои 7-8 часа за да дојдам на ред за да полагам. Вообичаено практикував да влегувам меѓу првите колеги што полагаат, но на овој испит не бев доволно спремен и мислам дека малку одложив, па после тоа се создаде гужва и мислам дека 7-8 часа. Така. Јас би сакал, со Владо дискутиравме околу Еразмусот, сите ние тројца имаме искусено од тој период, па еве ти да ни кажеш дали може да се каже Еразмусот ти бил топ 3 работи што си ги направил во текот на студиските денови. Најдобра одлука. Да. Или како сакаш. Во секој случај Еразмус е во топ 3. Нашиот универзитет ни ја даде таа можност сете за студенти кои што се заинтересирани за мобилност преку Еразмус да искусат нови нешта. И јас го остварив тоа право во 2 наврати, еднаш во 5-та година, еден семестар поминав во универзитетот во Ферара, Италија, и еднаш во 6-та година поминав еден семестар на универзитетот, Медицинскиот универзитет Софија. Тоа беше дел од 6-та година стажирање. Еразмус би го препорачал на сите, бидејќи нуди една нова перспектива како гледаме ние на медицината. Видете, пред се одиме на размени во европски земји. Ете, сега Турција би ја вклучила, не е членка на Европска унија, меѓутоа има медицина на високо ниво. Значи, може да се научи многу, да се види како функционира здравствениот систем таму и едукацијата, и тоа искуство да го примениме тука во нашата држава. И мислам дека е доста корисно, имајте во предвид дека работодавците го ценат и го гледат тоа. Баш тоа е корисно да се каже. Да, го ценат и го гледат, значи имаше предности со таа информација која им ја даде дека си бил на искуство во клиники од европски калибар, да, на пракса, размена. Да. Имаше дефинитивно. Тоа искуство, пример во универзитетот во Ферара, Италија, полагавме и испити. Таму испитите беа на англиски јазик, праксата беше исто на едно високо ниво. Мислам дека медицинскиот комплекс Кона беше еден, како да кажем, комплекс во кој што од диагноза до третма се имаш во еден објект. Значи, буквално се беше склопено на едно место. Значи, пациентот не треба да го шеташ со километри далечина, меѓутоа се беше на едно место. Додека во Софија, во Бугарија, беше малку поразлично искуството, меѓутоа би кажал дека ако ги споредам двете, Италија е, би кажал, на повисоко ниво. Така да, моја препорака за сите колеги кои што се сакаат да искусат вакво интернационално
искуство да се пријават за Еразмус. Да. А кои држави би ги советувале вие да ги одберат? Па сега овие две кај што бев јас би ги советувал. Предпоставам имаше многу избор кога аплицирав. Мислам дека имаше Полска, Чешка, имаше опција, ако не се лажам, и во Германија нешто, мислам дека имаше доста можности. Турција знам дека беше, соседна Србија, чи повеќе држави мислам дека беа. Кај да отидат студентите нема да сгрешат. Битно е да го искусат тоа. Мислам дека искуството... Како беше таа анегдотата? Еразмус не е една година од животот, туку е еден живот во една година. Така. Ја би кажал Еразмус еднаш, Еразмус за секогаш. Точно. Не услушнато. Исто. Сега со Симе одлучиме да играеме една игра. Се вика топ 5. Па, кои ти се топ 5 умилени професори на универзитетот? Пак, тешко и незгодно прашање, ама ајде да би издвоил 5. Секако, као прво би ја спомнал професорката Татјана Рушковска. Она ми беше ментор за дипломската работа. Исто со неј заправив една постер презентација. Имавме една убава соработка. Мислам дека неја би ја ставил на број 1 место. Би ги спомнал професорите Вело Марковски како иницијатор за Конгресот на студенти по општа медицина. Би го спомнал професорот Бошњаковски како еден од најинтересните предавачи, така со посебен талент да го задржи вниманието. Би ја спомнал професорката Валентина Накова по интерна медицина, професорот Ивица Смоковски, професорката Невенка Величкова. Мислам дека 5 наброев. Доста. Друго. Кои 5 книги ти беа најудобни за учење? Медицински или не медицински? зависи. По 6 години не медицински, скоро и да немаш. Да. Добро, тоа беше медицински. Медицински. Па еве оваа пред нас што е Харисон, интерна медицина, мислам беше еден добар учебник. Би ја спомнал сигурно и патологија од Робинс, имунологија од Ќуби, многу специфична книга, така ако се интересираш за имунологија, така би опишал. Па други две во моментот Атласите анатомија, гледам ги имате, Собота, јас Синелников го користев, тој беше така повеќе со цртежи, тој беше интересен. Прилика тоа. Имаме исти вкус на книги. Да. Се малку нешто по-лајт, топ 5 бендови. Топ 5 бендови. И што си ги слушал за време на студија? На учење, пред спиење. Музички групи, бендови? Може. Па ајде, би кажал Break од македонските бендови. Би кажал Cranberries од Ирска мислам беа, ако не се лажам. Би кажал Nirvana, они свират grunge rock, USA, па Foo Fighters као продолжетици на нив. Па има повеќе бендови, се овие така на прв памет што ми дојдоа. Супер. Рок стил. Па претежно рок во студентски ден. Сега и толку немам време да слушам рок музика, повеќе поп музика слушам. И тогаш беше тоа на мода. А кој ти беше така најтежок испит за време на студирањето? Доста тешки испити на УГД. Најтежок испит би го одвоил патофизиологија. Професорката Милка Клинчева, мислам беше така најисцрпен испит и за мене лично најтежок испит. Иако имаше и други потешки испити, пример инфектологија од професорот Марковски. Така да повеќе се, ама патофизиологија за мене лично беше најтежок испит. А кој алкохол практикуваше да го пиеш за време на студирањето? Кога е Владо тука, нема шанси да го избегнеш тоа прашање. За време на студирањето. Знаев дека ова ќе се деси. За време на студирањето. Ретко пиев алкохол, еве на студентски забави, па
со друштво што ќе пиевме, дали тоа ќе беше пиво, вино, многу поретко нешто пожестоко, така, ала со друштво од прилика беше тоа. Умилено пиво, Омилено пиво, умилено пиво, темно пиво, Гинис. Гинис, фантазија. Тука мислам дека ќе се сложите вие двајца околу вкусу на Мислам на дека пиво. во Irish Pub Dublin го служија. Ако се сеќавам, го имаше порано, сега го има на повеќе места, меѓутоа така, таму пиевме најчесто со колегите после колоквиум или после испит, по едно пиво хидаме Гинис ќе испиеме и така, као. Друго интересно Частење. прашање. Колку често, од кога работиш како доктор, пациентките флиртуваат со тебе? И тоа е неизбежно прашање кога Незгодно прашање. Владимир ти поставува. Незгодно прашање. Нема бегање од тука. На работната позиција сега што ја имам, не постои такво нешто, нема флиртување, меѓутоа кога бев мазичен лекар, имав помлади пациентки. Имаше флиртување, често не би кажал често, така, повеќе за фарканција би кажал. Јасно. А пикантно прашање ти беше. Пикантно. Ајде сега, уште едно пикантно прашање. Ајде. Која ти беше најсексипилна асистентка? Луто. Па добро, можеш сега и повика и пријател. Да, ќе ме слушне Марија, бе, шо правите? Добро. Дигаме раци. Добро. Нема да натискаме. Околу професора најинспиративен, тоа е подобро прашање. За крај, кој ти беше најинспиративен професор? Што е заслужен за твојата таргет цел во животот? Па, како најинспиративен професор, би го спомнал тогашниот декан на факултетот за медицински науки, професор Рубен Голабовски, иако не ни предаваше клинички предмети, тој беше еден од луѓето кој што ја насочи цела наша генерација, а верувам и генерациите после нас, во кој правец треба да се движат. Во смисол, он беше секогаш достапен за нас студентите, излагаше во пресред за што и да треба, и мислам дека ни даде една правилна насока по која треба да се движиме. Така да, како најинспиративен човек од авторитет, би кажал јас, професорот Рубен Голабовски. Иако хемија не ми е омилен предмет, седмица имам, не ми беше баш еден од омилените предмети. Седмица за среќа. Да, за среќа, да. Така, и за крај порака за сите млади лекари, односно студенти кои што ќе зачекорат со работните обврски во иднина и што ќе не гледат, што ќе го гледат овој медицински подкаст без притисок, во кој што учествуваше ти и ми е мене посебно задоволство и драго да ни дадеш порака и охрабрување. Чест ми е што ме поканивте, прво да ви кажам. Втора работа, на колегиве би им препорачал кога ќе ја земат лиценцата да се вработат што побрзо, па ќе кажам за да го почувствуваат системот како функционира и со тоа ќе им се појаснат работите во животот, што ги сакаат или што ги имаат замислено. Би ги советувал да се борат, да не се откажуваат никогаш, не секогаш ќе оди се во пат на животот кој што ние замислуваме дека треба да го одиме, но да не се откажуваат никогаш, бидејќи тоа што е твое ќе си дојде, како ви кажат старите, па би препорачал да бидат активни во студентските денови, не да биде само класично учење од книга и одење нели на предавања и вежби, да учествуваат во студентски организации, да организираат настани, значи сите тие екстракурикуларни активности да им го збогатат целото портфолио на знаење во тие 6 години и секако време за забава да си најдат. Си фаќаат дечковци, женски и така натаму. Добар совет. Добар совет. Фала ти, докторе. Ни беше чест. Фала и дечки, исто и на мене. Се гледаме во друга прилика. Се гледаме.